Господине Ковачевски, поголема дисторзија од влада и поголемо дно од влада од таа која што членувате немало и нема во Македонија. По-неуспешна, неспособна влада, компетитивно земено во регионот, од оваа немало. И ако мислите дека на лага ќе кажете 30 пати и ќе стане вистина, нема да стане вистина. 10 милиарди зимате, 22 трошите. Тоа е проблемот, господин Ковачевски. Како тачно? Тоа е проблемот. И јас, опозицијата и најголем дел од граѓаните не се согласуваме да заработуваш 10, а да трошиш 22. И тоа никој не се согласува. За тоа, за 3,5 години, 2,5 милиарди ја задолживте државата, шајка не заковавте унизе. Тоа го зборувам истото. Ама не е лажна вест. Туку ноншалантното гледање на работите, додадат 2,5 милиарди, сме задолжили државата за 3,5 години. Вчера викате, додадат 40 милиона евра, тоа е незначителни пари. И па за тоа сме нова дерече, господине Ковачевски. Понатаму, дали сме банкрот? Да. Блуз бенд. И ти ви кажам зошто. Покрај тие огромни задолжувања, овдека во ова комисија и во ова собрание од нова година наваму се задолживме 25 милиона евра енергетска ефикасност, 21 милиони 500 хиляди евра основни училишта, 70 милиона евра цела Македонија ќе ги плаќа на Петре автобусите, 50 милиона евра за земјоделие, не ви ги бројам понатаму. Секоја реформа ја правиме со кредит и секогаш ве прашувам, добро, ако секоја реформа ја правиме со кредит, каде одат 4,2 милиарди евра од даноци на овие граѓани? Каде одат? Ќе ме молам. Ништо не се плаќа. Државата сте ја зеле со 4,65 милиарди долг, сега има милиарда и 200 скоро, 7 милиарди 180. Што се плаќа преходно? Уште ли ве лажат поштабови дека се плаќа нешто преходно? Што се плаќа по 4 години? Што се плаќа по 4 години, ве молам? Немојте само да се каже нешто. Одиме понатаму. Земете збор, имате право на реплика, не земавте. За Луј Пане ми кажавте, дали ко стручњак се согласувате да во кабинетот на премиерот има за 120% изголемување на договорни услуги? Или не се согласувате? Дали се согласувате дека канцеларијата на премиерот треба да има, не знам, за екологија, милиони качени, за технолошки развој, за софтвер и уште ли? Тоа никој ништо не го зборувате. И многу ви благодарам за репликата, бидејќи ме потсетивте на капиталните расходи, кои што не ги спомнавме. Епа, колеги од СДСМ, вака, што ја важат поштабовите, што доовте сега, а не ја слушавте дискусијата преходно. Не зборам за тебе. Во 2021 година, владата има, во 2021 година, владата има испланирано најниски капитални расходи во последните 15 години. Проверете си ги бројките. Ки изнесуваат 10%, односно 9,7% од вкупниот буџет од 4 милиарди 391 милион. Така ли, господине Ковачевски? Во последните 15 години државност проектирате најниски капитални инвестиции, со тоа си признавате речно прв пат дека не ве бива. Си признавате дека не знаете да изградите нешто, дека не знаете да дополнителна вредност во општеството создадете и проектирате само 9,7% од 4,2 милиарди за капитални инвестиции. Кој од министрите дома така се понаша? Кој од министрите дома не инвестира во куќа, стан или по куќина, сте пари ги троши у кафана? Никој. Ама за дома сме домакини. Ама за влада сме нешто спротивно и понатаму заклучно со 24 јуни. Фрешен ню податок. Капиталните расходи изнесуваат 25,9% од буџет. Така ли, не ли така? Одговорност за ова има ли? Кој за ова ќе одговара? Односно, вика, со ребалансот на буџетот износот предвиден на капитални расходи се зголемува на 30 милиарди денари и со ова стабилизација капитални приходи за првите месеци изнесува 20%. Толку. Си да задавате домашна задача, таа исполнувате 20%, кој што сами се задале, и потоа некој друг оти зимал параметри од март, а не од април.
И на крајот, пред да завршам, ви кажав во јануар, и во февруар, и во март, и пак ќе ви кажам, немојте да се компарирате со 2020 година. 2020 година е не кредибилна година. Во 2020 година ниту видовме Великден, ниту видовме Дувовден, ниту бевме на одмор, ниту трошевме, седевме дома. И нормално дека оваа година ќе имаме поголем раст. Реалноста, отидете, пашете помеѓу граѓаните.